Борбата со климатските промени бара од нас да го промениме и начинот на нашето однесување и размислување. Институциите, граѓанските здруженија, па и широката јавност треба поактивно да се вклучат и да делуваат за заштита на природата и опкружувањето. Ова го велат од Институтот за комуникацијски студии, кои во текот на претходната година ја спроведоа кампањата "Не игнорирај, реагирај". Повеќе од 5000 луѓе беа вклучени во текот на една година од водење на кампањата, околу 150 различни видови на организации, преку 50 настани, така што сметаме дека постигнавме целта да придонесеме во зголемувањето на свеста за поефикасно решавање на проблемите за животната средина, да ги поттикнеме институциите да наоѓаат стратешки решенија, но истовремено сакавме да го поттикнеме и да го поддржиме граѓанскиот активизам, да го насочиме кон надлежните институции, граѓаните да реагираат, да барат решенија за проблемите поврзани со животната средина. Кирил Арсовски и на терен ги бележи промените кои се последица на климата. Тој е активен на едукативната еколошка платформа Дома и вели дека се фокусирани на заштита на животната средина, биодиверзитетот и еколошката свест. Овој проект, ова кампања произлезе од нашата веб платформа doma.eu.mk. Тоа е единствена еколошка едукативна платформа во Македонија во која се разработуваат различни анализи преку користење на многу голем број на медиумски продукти, како што се фотостори, новинарски стори, кратки документарни едукативни филмови, преку кои пробуваме да воспоставиме една врска помеѓу научните информации, власти и јавноста, односно на јавноста да им пружиме правата вистина за состојбата со еколошката средина, а потоа да побараме одговори од властите. Токму животната средина и предизвиците со кои сме соочени беа темата на денешната дискусија која институтот ја одржа со средношколците од гимназијата Јане Сандански. Директорката вели дека младите се свесни и подготвени да реагираат. Па освен тоа што климатските промени и екологијата воопшто се составен дел на наставната програма по предметот биологија во прва година, можам да кажам дека нашите ученици имаат и доволно познавање и доволно свест за климатските промени и за сите проблеми од еколошки карактер кои што се случуваат на земјината топка. Исто така би можела да кажам дека се превземаат и низа активности и од наша страна и од страна на учениците со кои тие активно се вклучуваат во градење на свеста и на учениците и на возрастните. На денешната дебата присуствуваше и заменик амбасадорот на Обединетото кралство во Македонија Отвеј.